Океј, ќе сакам денеска да прочитам само нешто интересно, на кратко. Вели овајот извадок од една книга се вика Самоанализа од филозофот Хабар. Преубава книга, би ви ја препорачал, зашто има и техники како да ја кренете емоцијата и како да ги редуцирате негативните емоции кои што ги имате во вас и негативните мисли. Има техника во самата книга, но вели вака: во животот единствената вистинска гаранција за опстанок е изобилството. Лете една реченица, а мислам дека многу значи. Во животот единствената вистинска гаранција за опстанок е изобилството. Сега дава предходен параграф, вели: инженерот кога гради еден мост користи нешто што се нарекува фактор на безбедност, у наводници ставено. Ако мостот треба да издржи 10 тони, тој го гради да издржи 50 тони. Тој го прави мостот 5 пати поиздржлив. Така, тој остава простор за можност за градежните материјали да почнат да попуштаат, да дојде до преоптеретување ненадени и непредвидливи потреси на природните сили или каков било несреќен случај. Значи, зема фактор на безбедност за да не се случи нешто кое што е неубаво или нешто кое што е непожелно. И во животот е така. Друг параграф вели: земете еден човек кој заработува едвај за да преживее, тој носи облика што не го заштитува соодветно, поради тоа многу лесно може да се разболи. Живее на место во кое едвај го штити од климата, преполне со грижи, зашто неговото ниво на опстанок е толку ниско што тој нема простор за загуба, нема изобилство. Моветов е, фактички концептот е дека човекот мора да има повеќе опстанок, зашто продолжува, вика, земете еден човек кој заработува едвај за да преживее, тој носи облека што не го штити соодветно, поради тоа многу лесно може да се разболи, живее на место во кое едвај го штити од климата, преполне со грижи, зашто неговото ниво на опстанок е толку ниско што тој нема простор за загуба, нема изобилство. Тој не може ништо да стави во банка за денот кога ќе се разболи. И не може да плати лекар, и не може да оди на одмор. И така натаму, и така натаму. Гледайте, и вели, ајде да се вратам на претходниот цитат, вика: во животот единствената вистинска гаранција за опстанок е изобилството. Сега, ако човекот има изобилство, тој човек е посреќен од некој кој што крпи крај со крај. Гледате, ако имате човек кој што крпи крај со крај, тој нема добар опстанок. Но мислам дека барем, не можам да генерализирам, секогаш има луѓе кои што имаат изобилство, може да имаат изобилство од бакнежи, изобилство од среќа, изобилство од љубов, многу изобилство од разни начини, но гледайте, изобилство на приходи, ако ние не го планираме изобилството не се случува. Тоа ми е поентата за вечерниот лайф. Човекот мора да планира изобилство, за да изобилството дојде. Ако човекот не планира изобилството нема да се случи. Гледайте, мислам дека тука грешиме. Гледайте, ако сака некој човекот да добие 500 евра приход, што е катастрофа, ја би рекол. Треба да имаме 5000 евра. Гледайте, он мора да планира 5000 евра. Затоа што ако он таргетира, ако има план за 5000 евра, он можеби нема да стигне до 5000 евра, ама барем ќе стигне до 1500 евра. Ама ако планира 500 евра, гледайте, он нема да го створи напорот за 500 евра, затоа што обично ние грешиме во напорот. Грешиме во математиката како да дојдеме до нештото за да постигнеме изобилство. Не користиме доволно сила, затоа што ние ако користиме сила за петка, да кажеме едно дете да добие петка, гледате, ако он сака да добие петка и му е важно да добие петка, он има висок стандард и ќе добие петка, ама некој дете, ако има за цел да добие тројка, он обично ќе добие двојка. Или едва ќе добие тројка и така натаму, затоа што гледате, целата поента е дека ако човек планира за повеќе и да потфрли малку, пак ќе има многу. Ама луѓето планираат едвај доволно. И тука е грешка у проценката. Ние можеби треба да планираме прво место, како у некој спорт, за да сватиме трето место. Ама некојаш ние не можеме не да сонуваме првото место. Така, треба човек да сонува и да се труди да има не знам колку убава кола, за да има некоја просечна кола. Видите, затоа што ние недоволно ствараме енергија за да го постигнеме тоа нешто. Замислете, имате тенисери, сега имаше тенискиот турнир во Австралија.
Луѓето колку тренираат за да дојдат до тоа прво место, имате толку многу луѓе кои што се борат за тоа прво место и ќе имате некој што секогаш ќе го освои тој турнир затоа што он дава многу кратно повеќе заложба од нив. Мислам дека проблемот ни е во колку заложба и колку дисциплина и колку труд вложуваме, а тој труд, дисциплина и енергија не ги вложуваме поради тоа што не планираме со изобилство, не калкулираме со тој фактор на безбедност, затоа што изобилството во себе има фактор за безбедност. Да се вратам на убавиот цитат од Хавард, вика: во животот единствената вистинска гаранција за обстанокот е изобилството. Инженерот кога гради еден мост користи нешто што се нарекува фактор на безбедност. Ако мостот треба да издржи 10 тони, тој го гради за да издржи 50 тони. Тој го прави мостот 5 пати поиздржлив. Така тој остава простор за можност за градежните материјали да почнат да попуштаат, да дојде до преоптоварување, ненајдени и непредвидливи потреси на природните сили или каков било најсреќен случај. Гледайте, ако ние сме многу високо со емоциите, зар не е тоа фактор на безбедност? Ако ти си едвај расположен или да си удосада, тебе одма ќе се вклучат негативни емоции. Ама ако си ти високо со емоциите, тешко е некој да те чепне. Треба да се потруди, ама тешко е некој да те чепне. И самата работа на себе спознавање, себе разбирање, да го ослободиме тој наш потенцијал, затоа што и тоа е фактор за безбедност, да го ослободиме нашиот позитивен потенцијал во нас. Да ја ослободиме да ја претвориме таа негативна енергија во позитивна, фактички за тоа е оваа книга. Како да ја ослободите таа негативна енергија, тоест да ја претворите во позитивна енергија, за да ве крене многу повисоко по скалата на емоции, за да човекот може да се чувствува многу, многу, многу убаво. И тоа е фактор на безбедност. Гледате, човекот доаѓа на многу, многу повисоко ниво со емоциите и се чувства, и тој живее живот со поубав став. Но кај нас имаме такви златна средина. Леле, кога ќе ослушнам тоа. Златна средина. Се, што ни значи тоа златна средина? Тој што е златна средина е подпросечен обично. Ама тој човек што цели многу високо, тој човек што сака да дојде на некое многу, многу, многу повисоко ниво, тој се труди малку повеќе, да, не е на сите журки, по сите кафани, на сите afterwork партија, затоа што си работи afterwork е после работното место, нели што се овие забави се популарни, не иде цело време на такви забави, не иде на цело време на тие журки, не е цело време по пијанки, него петок навечер може би у теретана, или ќе излезе, ама ќе се врати у нормално време, или сабота ќе го видиш од сабајле дека повторно е може би во теретана или чита книга, тој човек работи на себе, тој човек работи и гледа долгорочно. Едно од работите што мислам исто така не сме учени да гледаме долгорочно. Ние секогаш сакаме краткорочно да гледаме, уствари краткорочното гледање уопште не ни го подобрува обстанокот. Само долгорочното гледање ни го подобрува обстанокот. Ако човекот гледа долгорочно, неговиот обстанок е многу, 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 многу подобар. Гледате, долгорочниот обстанок е многу подобар од краткорочниот обстанок. Долгорочен обстанок е многу поважен, многу поважно да гледаме долгорочно, отколку да гледаме краткорочно. Затоа што ако гледаме долгорочно, имаме повеќе контрола. Ако гледаме денес за утре, немаме контрол. И изгубени сме. Луѓето кои што немаат долгорочен план, обично зависат од некои брзи пари, од нешто брзо дај некоја, како викаат, некоја комбинација да направиме. Он зависи од комбинација, он зависи од среќа, он не ги планира решенијата и го нема планот. Ама ако човек има голем план, има голема идеја и почне да го реализира, он има контрола врз неговиот живот. Ама размислува на 5 години од сега, размислува на 10 години од сега. Стратешки план има. Има стратешки план. Сега, тој стратешки план му дава моќ, затоа што е дел од процесот. И он веќе не мисли што денес како ќе стане ќе прави, он е у процесот, знае што наредно треба да направи, поради тоа што тој нареден чекор сабајле кога ќе стане што ќе го направи, резултира во нешто кое што е многу, многу, многу убаво на крај. Така да гледате, целата поента е дека едноставно луѓето мора да планираат за изобилство, за да се случи изобилство. Ако
Може би јас сакам да имам 100 луѓе на предавање, морам да покарам 1000 луѓе на предавање. Ако некој дете сака да таргетира дека на 30 февруари, извинете, на 27 февруари, 28 февруари или 29 февруари, престапен, треба да заврши со некој испит, он подобро е да таргетира, да се труди на 20 да го заврши. Затоа што ќе излезе некој момент, ќе дојдат гости, со девојката ќе сака да иде некаде. Мора да има екстра денови кои што ги планира, за да има некој тип на губиток, затоа што велат, нели, домашниот есап и есап на пазар не е ист. И у животот е така. Ти кога и да планираш, си планирал ќе отидеш на одмор, ќе потрошиш на одмор 500 евра, а како да не 500 евра? Без 750-800 не си, затоа што ќе излезе детево, ќе сака екстра гиро, овој ќе сака не знам ова, овој ќе сака уште 2 мајце купи, видел топка некој убава тоа. Отидува. И затоа човекот секојаш мора да планира малку повеќе, а мислам дека не го ставаме тоа во планот. Е сега, ако направиме поголем план, ни треба повеќе енергија за да дојдеме до тој план. Поентата што ми е само за вечерва, чисто како размислување. Гледайте, стандардот, исто од филозофов Хабард, убав цитат вели, стандард е ниво на исправност. Поисправно е да имаме повеќе приход отколку помалку приход. Поисправно е да имаме повеќе љубов отколку помалку љубов. Поисправно е да бидеме посреќни отколку помалку среќни. Тоа е стандард. Изобилството е стандард. Мерка за квалитет и квантитет е стандард и тој стандард, ако е висок, ние имаме високо квалитетен живот. Фактички, нашиот квалитет на животот зависи од каков стандард имаме кон нештото. Ако ние имаме високи стандарди, ние се вложуваме, ние даваме, што го зборев од минатиот лайф, креираш енергија постојано. И таа искрирана енергија ти ја дава среќата, нели? Зборував кога некој човек е на работно место и дава повеќе од колку што е платен, он се чувства убаво, ама кога ќе околината кога ќе му каже што работиш толку, гледај будалче, не те плаќаа доволно, и он ќе констатира, леле, јас сум помалку платен од колку што работам, он почнува да работи помалку од колку што е платен. И почнува да си ја намалува својата енергија, затоа што го спушта стандардот. Човек кој што има висок стандард, он има висока дисциплина и поради тоа има многу контрола врз својата судбина и својот живот и затоа има високо квалитетен живот. Колку повисоки стандарди имаме, толку поубаво се чувствуваме поради тоа што имаме подобар квалитет. Квалитетот на животот зависи од стандардите кои што ние ги имаме. Стандарди на исхрана, стандарди на однесување, стандарди на комуникација, стандарди за тоа што допринесуваме како другите луѓе се однесуваат кон нас. Знаете, и тоа е стандард. Ако ти дозволуваш некој да те мафта, да те манипулира, да се однесува негативно со тебе, до твојот низок стандард е. Но и твојот стандард во однесувањето мора да е висок. Гледате, стандардот на заложбата за нешто. И тоа е стандард. Колку се вложуваш во нештото. Мотивацијата не е ништо друго, туку ниво на стандард. Ако човекот има ниски стандарди, тој може да е високо мотивиран човек. Човек со високи стандарди е високо мотивиран. Човек што нема високи стандарди, туку има ниски стандарди, тој не е мотивиран. Тој е раскашавен. Знаете, коритото на реката и го дава моќта. Коритото на реката што е? Дисциплината. Е сега, во животот човек ако нема дисциплина, нема стандард. Не си верува на себе си. А што е дисциплина? Гледайте, мрза, дисциплина, мотивација. У мрзата, емоцијата ваша негативна е појака од вашиот разум. Ти знаеш дека не треба да го земеш благово, ама емоцијата ти вика, уште едно лажиче. Знаеш дека не треба да се доспиваш уште 20 минути зашто ќе закаснеш, ама емоцијава и телово ти викаат, уште малку. На наредниот аларм ќе станеме. Дисциплина што е? Кај дисциплината, свесноста и разумет е појак од негативната емоција. Викаш ќе станам од сабајле и тоа е стандард. Стануваш од сабајле, не ја слушаш ти емоцијата. Викаш нема да јадам благо, не јадеш благо. Кидам у теретана, идеш у теретана, не ти сиде. Ама гледаш, се умрсата емоцијата ти го контролира разумот. У дисциплината разумот ја контролира емоцијата и после разумот ја контролира емоцијата, а у мотивацијата и разумот и емоцијата одат во еден правец напред. Имаш и добар разум, добар разумот е секојаш добар. Имаш разум и добра емоција. Гледате, и мотивацијата и дисциплината се стандард. Желба твоја да дојдеш до нешто големо.
Ама ние не сме научени да сонуваме на големо. Ние сме научени да сонуваме просечно или подпросечно, а се почнува со сонот. Ти не можеш да искрираш повеќе енергија отколку што умот ќе ти каже до која цел ќе дојдеш. Ако умот ти дае мала цел, ти толку енергија ќе створиш. Ако умот ти е научен да прави големи цели, толку енергија ќе створиш. Да се вратам на прекрасниот цитат од Хабард. Во животот единствената вистинска гаранција за опстанок е изобилството. Не планираме за изобилство. И за тоа го немаме. Ви посакувам да планирате изобилство и да го добиете. Ви посакувам убав викенд, исполнет со изобилство на љубов, позитивна енергија, работа и што и да сакате вие да го имате во овие денови и понатаму. Се гледаме понеделник на Подолк Лайф. Имате убав вечер. Чао!